Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за уринарните инфекции, зошто се јавуваат и како се лекуваат. Имаме низа прашања кои што ќе ги упатиме на доктор Катерина Ристоска, специјалист интернист, субспецијалист нефролог во клиничката болница Жан Митрев. Како што ви е веќе познато, следува блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта апостроф ќе биде ставен на уринарните инфекции. Гостинка во студиото ни е доктор Катерина Ристоска, интернист нефролог во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден. Добро дојдовте во студиото на Телма. Поздрав до вас и до гледачите на емисијата. Уринарните инфекции се создаваат поради бактерии кои што успеваат некако да навлезат во уринарниот тракт. Па од каде потекнуваат тие бактерии кои што навлегуваат во мочните канали? Значи, бактериите кои што предизвикуваат уринарни инфекции или инфекции на системот за мокрење, најчесто потекнуваат од околното ткиво на самиот уринарен канал, изводниот мочен канал. Најголемо потекло и најчести бактерии кои што предизвикуваат уринарни инфекции се бактериите од завршниот дел на дебелото црево, кои што преку аналниот отвор ја населуваат и колонизираат околната кожа, достигаат до вагиналната слузница, од каде што можат да бидат пренесени до изводниот мочен канал и да предизвикаат инфекции на мочните патишта. Кои бактерии најчесто предизвикуваат ваков проблем? Најчесто изолирана, значи некаде околу 85 до 90% е Ешерихија коли, која што исто така потекнува од цревната микрофлора, значи таму е нејзино нормално живеалиште, меѓутоа поради многу причини знае да го насели и уринарниот тракт и да предизвика чести уринарни инфекции. После неа, значи, по некој редослед на процентуална застапеност се протеусот, клепсиелата, ентеробактеријаце, стафилококи, стрептококи кои што малку поретко се среќаваат. Меѓутоа, често можат кај имуносупремирани лица да се изолираат и габични инфекции и вирусни инфекции кои што се многу поретки. Често се јавувале во минатото, меѓутоа и денес се изолираат и дел од бактериите кои што предизвикуваат сексуално преносливи болести и кои што најчесто се локализирани на изводниот мочен канал. Значи, различни делови од мочниот канал зафаќаат овие инфекции. Обично, кои органи од уринарниот тракт страдаат? Најчесто страда бешиката, значи мочниот меур, затоа што преку изводниот мочен канал бактериите најлесно стигнуваат до мочниот меур, каде што се населуваат и прават оние цистити кои што ние медицински ги нарекуваме воспаленија на мочниот меур. И тука е многу важен имуниот систем на самиот домаќин, доколку значи имуниот систем соодветно дава одговор на присуството на бактериите во мочниот меур, ќе ги локализира на тоа ниво, завршува во тој дел инфекцијата, а доколку имуниот систем е послаб или постојат одредени анатомски малформации на мочните патишта, на самиот уринарен систем, или постојат други имунокомпромитирачки болести со послаб имунитет, како што е диабетот или онколошки заболувања, може да се пренесат и на горните делови на уринарниот систем, да ги зафатат бубрезите и да предизвикаат малку потешки заболувања од страна на уринарниот систем. Кога зборуваме за уринарните инфекции, првата асоциација сепак не е циститот, она што го споменавте како воспаление, односно инфекција на мочниот меур, односно на бешиката позната меѓу народот. Зошто жените почесто страдаат од циститис во споредба со мажите? Некои податоци укажуваат дека 30 пати почесто се јавува овој проблем кај женската популација во споредба со мажите. Значи, вообичаено, кај женската популација почесто се јавува уринарни инфекции најмногу ради самата анатомска локализација на изводниот мочен канал, кој што е значи во близина на вагиналниот и аналниот отвор, кратката должина на изводниот мочен канал и блискоста помеѓу сите овие анатомски делови од другите системи, од каде што може да се пренесе многу лесно инфекцијата. Најчеста причина е значи лошата тоалета на гениталниот дел, од каде што значи неправилната тоалета после измокрување, наместо од напред кон назад,
во обратен смер ги расејува бактериите и предизвикува наблегување во уринарниот систем. Во поглед на честотата кај жени, исто така сакам да кажам дека има одредени периоди од возраста на жената кои што се почести инфекциите. Така да на возраст од 16 па некаде до 36 години се многу почести уринарните инфекции. Значи во оној активен сексуален период кога што при сексуални односи самиот мочен изводен мочен канал полесно се шири приемчив за околните бактерии околу гениталната регија. Исто така во постменопаузалниот период кога имаме намалување на нивото на хормони, особено на естрогенот, доаѓа до промена на вагиналната слузница, до промена на микрофлората кај неа, се намалуваат лактобацилите кои што ја одржуваат нормалната пеха на слузницата на вагината и овозможуваат полесен продор на бактерии кои што многу полесно може да се пренесат и на уринарниот систем. Бременост исто така кај жените е исклучително ризичен период за уринарни инфекции. Зошто во тој период толку често се јавуваат овие проблеми? Се смета дека околу 10% од бремените жени развиваат уринарни инфекции. Пред се е многу важно тоа што еден дел од нив и во детството имале претходни уринарни инфекции кои што се потенцираат во текот на самата бременост. Меѓутоа, самата бременост доведува и до хормонски промени на организмот, со растот на прогестеронот и припремањето на организмот за носење на плодот, се менува и мазната мускулатура на мочниот меур, која што станува полабава, значи мочниот меур се расширува повеќе, прави задршка на урина, а како расте плодот на детето, на фетусот, значи истовремено врши механички притисок на уринат. Доколку постојат па и подложни други коморбидитети кај трудницата, како што се да речеме камчиња во бубрезите, одредени цисти, стеснување на мочните патишта, се тоа заедно погодува на застој на мокрење во бешиката и во горните делови на уринарниот систем и доведува до чести рецидивантни уринарни инфекции кои што во текот на бременоста треба сериозно да се сватат и да се лекуваат, затоа што може да остават тешки последици по здравјето на мајката и на се уште нероденото дете. Споменавте дека некои хронични состојби како дијабетесот влијаат врз појавата на уринарните инфекции како што е циститисот. Зошто дијабетесот има ваква улога? Дијабетот претставува хронично заболување кај кое што постојат метаболни нарушувања со покачување на гликемијата во крвта. Истовремено, луѓето кои што се со шеќерна болест, значи со дијабет мелитус, имаат смален имун систем, кој што ствара подлога за развој на повеќе инфекции на различни системи. Истовремено, самата гликемија како подлога е одлична за развој на бактерии. Кај луѓе кои што имаат нерегулиран или лошо регулиран дијабет, во самата урина има зголемена количина на гликемија која што погодува на раст на бактериите и создавање на почести уринарни инфекции. Истовремено, самиот дијабет доведува до слаб тонус на мочниот меур, што доведува до задршка повторно на урина и погодно тло за развој на бактерии. Оние пациенти што имаат потреба од катетар во болниците или некои и во секојдневниот живот имаат потреба да го користат. Исто така се склони на појава на уринарни инфекции, пред се на циститис. Така, кај нив се регистрира оно што ние во медицината го кажуваме катетар асоцирана инфекција. Вообичаено се јавува во постарата популација, најчесто кај мажи кога се поставуваат катетери заради зголемена бенигна простатична хиперплазија. Меѓутоа се користат и во други ситуации кога треба да се изведат одредени ендоуролошки интервенции, кога постојат стенози, стеснувања на уринарните патишта. Се поставуваат и во одредени хируршки ситуации кои што не се од уролошко и нефролошко потекло и се поврзани со чести инфекции. Меѓутоа најголем дел овие инфекции кои што се јавуваат од катетар асоцираните уринарни инфекции најчесто се мултирезистентни на антибиотска терапија, знаат да подлежат и на габични инфекции кои што се јавуваат, а сето тоа го овозможува самото пласирање и на катетерот, кој што всушност за организмот представува еден вид на страно тело, на кој што самиот организам одговара на свој начин, со својот имунен одговор,
може да доведе дел да при самото поставување и пласирање на катетерот до повреда на слузницата на изводниот мочен канал, да се повреди слузницата на мочниот меур, истовремено под дејство на урината да се наталожат и соберат бактерии кои што потоа може да направат проблем со уринарни инфекции. А можеме ли да си направиме проблем доколку ја држиме урината и не одиме во тоалет кога чувствуваме потреба за тоа? Секако, значи Се случува да сме да. некаде излезени или да сме на работното место, да не ни се допаѓа хигиената во тоалетот и едноставно да држиме додека си дојдеме дома. Основно нешто за да спречиме појава на уринарна инфекција и истовремено ако веќе еднаш сме ја имале да не се појави повторно, покрај зголемениот внес на течности за да се плакнат органите од уринарниот систем, значи од системот за мокрење, основно е редовно и комплетно празнење на мочниот меур. Значи не сме да се одложува моментот кога имате потреба за мокрење, ниту пак не комплетно да се измокрите. Пожелно е веднаш во моментот кога ќе се почувствува потреба за мокрење, да се оди да се испразни комплетно мочниот меур за да се спречи појавата на повторни или на нови инфекции. Многу жени се жала дека имаат повторувачки уринарни инфекции, особено во сексуалниот период, значи кога се сексуално активни, но и во менопаузата, кога дел од органите им се спуштени. Доколку матката е спуштена, ќе се јави ваков проблем со чести уринарни инфекции? Секако дека може да се јават чести уринарни инфекции и во старата и во младата возрастна популација, особено кај жени кои што веќе имаат промени на било на гениталните органи, било на уринарниот систем, особено баш кај вакви пролапси, каде што и самата слузница е изложена на надворешен контакт од целокупниот дел кој што тука нели споменавме дека е помеѓу себе во блиско содејство и нормално дека многу брзо ќе се пренесуваат инфекциите од вагиналната слузница на уринарниот систем. Какви симптоми имаат лицата кои што развиле циститис? Што чувствуваат? Вообичаено, оние симптоми кои што сите може да не наведат дека има воспаление на мочниот меур, се значи неодложно потреба за мокрење, фреквентност во мокрење, значи честа потреба да се мокри, измокрување на мала количина на урина, која што е болна во текот на мокрење, може да се чувствува болка на крајот на мокрењето, кога се јавува значи болни промени во висина на изводниот мочен канал. Вообичаено урината може да биде заматена, може да се одржи крв, да биде темна, дали целокупната урина може да биде закрвавена, а некош може па да има и крв на крајот од мокрењето, зависно од тоа значи каков е бројот на бактерии и колку е инфекцијата во моментот развиена. Истовремено може да се јават ноќни будења и потреби за мокрење, неможност да се додржи урината, тоа се оние значи фреквентни и чести симптоми кои што се јавуваат кај обичен некомплициран цистит, односно воспаление на мочниот меур. Може да се јават болки во стомакот? Секако да, може да се јават во висина на мочниот меур, над пубичната коска, кои што се потенцираат во текот на мокрење. Ќе ги поканиме докторки гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент добре дојдени се и вашите јавувања. Кога некој има вакви симптоми, кој тип на анализи треба да се направат за да се докаже циститис или пак да се исклучи? Дали е доволна една најобична лабораторија на урина или пак веднаш треба да се прави и анализа на тоа која бактерија е присутна? Значи вообичаено кај комплетно значи познати симптоми кои што асоцираат на некомплицирано воспаление на мочниот меур, освен обична анализа лабораториска, не би требало нешто дополнително посебно да се прави, ниту да се изведуваат некои дополнителни имиджинг техники. Значи доволно е да се направи преглед на урина со седимент за да се провери дали во неја има промени кои што зборуваат и се во прилог на уринарна инфекција. Обично што треба да е покачено, вообичаено знаат да бидат покачени леукоцитите во урината, кои што треба да бидат поголеми од 5 во видно поле, да има зголемена леукоцитна естераза, тоа е ензим кој што покажува присуство на бактерии, да има дури позитивни наод на бактерии
и секако позитивен наод на нитрити, кои што се продукти на самата бактерија. Значи нитритите се всушност главен Тај индикатор најголемиот дали дел, се работи за уринарни меѓутоа инфекции има или дел не. бактерии кои што не произведуваат од нитратите нитрити и во тој момент тие можат да бидат негативни, меѓутоа целата клиничка слика и наодот, преостанот кој што се наоѓа во урината и кој што зборува во прилог на уринарна инфекција, треба да се земе во предвид од искуството на лекарот дали се работи за уринарна инфекција. Исто време кај потешки, значи уринарни инфекции, може во талогот, во седиментот на урината да се изолираат позитивни протеини, да се најдат зголемен број на еритроцити или да се најде крвава заматена урина која што ние нарекуваме хематурија. И сега, кога некој има симптоми на циститис, се тоа што го набројавте, може да започне и да се лекува на своја рака со разни чаеви. Да. Чајот брусница, увин чај и слично. Постои ли можност да се реши проблемот на ваков начин? Вообичаено некомплицираните цистити без никаква терапија поминува за 3 до 5 дена. Така да и во такви ситуации ретко кога се предлага некоја дополнителна терапија од типот на антибиотици, дополнителни, да речеме, агресивни третмани, ако не е искомплицирана. Секако значи, понекогаш е доволно и ова. Да, доволно е и препорачливо е да се внесува зголемен внес на течности од 2 до 3 литри дневно, од кои што најголемиот дел да бидат значи топли напитоци, чаеви, вода, за да може да се плакне таа бешика. Може да се употребуваат додатоци, како што се деманозата, како препарат. Што е тоа деманоза? Деманозата представува едноставен шеќер кој што е сличен и представува изомер на гликозата, кој под негово дејство се врши една гликолизација на одреден дел протеини. Изолиране го има и нормално во организмот, меѓутоа е во многу мали количини. Се содржи во дел од овошјата како што е брусница, боровница, праски, јаболка, може да се најде во брокули, во мешункасти растенија и овозможува обложување на слузницата на бешиката, значи на мочниот меур и уринарниот изводен канал, на кој што вообичаено се прилепува во најголем процент, како што рековме, нели, ешерихијата коли, и не дозволува истата да прогредира понатака. Во актот на мокрење, самата ешерихија коли или било која друга бактерија се обвива со деманоза слојот и се исфрла надвор во текот во актот на мокрење. Значи деманозата не дејствува бактерицидно, туку овозможува на еден антисептички начин да ја елиминира и да го намали бројот на присутни бактерии во бешиката. Имаме двајца гледачи, да им дадеме предност, а веднаш потоа ќе продолжиме со третманот на циститисот. Добар ден за првиот од нив. Да го слушнеме прашањето во денешната Телма амбуланта на првиот гледач што ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Вака, поздрав до студиото. Благодарам. Јас сум на возраст, на 70 годишна возраст, па пред 2 години се оперирав, имав спуштена матка. Така да имав голем проблем, ешерихија се јавуваше и така, дори добив и декубит. И се оперирав. Меѓутоа, после операцијата, имав често неконтролирано мокрење. Така да, дали ќе седнам, дали ќе легнам, дали се сум со пелени, со вложки и така до ден денес. Правев скоро уринокултура, ми беше стерилна. Се дали може после операцијата инконтиненцијата да се јави, често порано добивав и ешерихија, додека имав спуштена матка, носев прстени, меѓутоа ништо не помогна. Така. И така. Али имам проблем, се сум со пелени ноќе и така. Така, тоа е исклучително непријатна состојба која што го нарушува квалитетот на живот, драматично е очигледно и во вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето. Што ќе дадете како совет во оваа ситуација? Вообичаено, после операција, значи на пролапс на матка, често пати знаат да се јават вакви состојби на инконтиненција на мокраќето, значи неможност да се задржи урината. Може да се работи за некоја постоперативна компликација, ако претходно немало проблем со задршкај или со мокрење, со недомокрување, да речам. И сето тоа би требало повторно да се провери, да се направи еден преглед, да се види како е мускулот кој што го држи долу отворот на мочниот меур, дали има некоја повреда на него, дали истиот добро функционира,
а тоа се прави секако со цистоскопски преглед. Значи со ендоскопска метода со која што урологот навлегува во мочниот канал за да го провери наодот на изгледот и функцијата на мускулот кој што го држи, значи тонусот и го одржува мочниот меур да не ја испушта неконтролирано мокраќата. Значи сепак господјата би требало да дојде на еден уролошки преглед. Имате вие на клиниката имаме урогинеколошка амбуланта, професор Илиев, ако не се лажеме таму. Имаме и уролог, каде сака слободно може да се обрати и да направиме еден преглед за да исклучиме првен повреда на детрузорот мускулен на мочниот меур, а потоа ако има потреба се направат и дополнителни доиследувања. Така, на гледачката ќе порачам и да не следи редовно, бидејќи во наредниот период ќе имаме емисија токму на оваа тема, неволно испуштање на урина. Ќе го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум пациентка со хроничен пиелонефрит и со чести инфекции со Ешерихија коли. Така. Сега некако ми зачести од скоро една година. Сега 2 месеци некако не можам да искоренам. Пиев амоксиклас, панцев, фосфомицин и деманоза земав. Една уринокултура доби после тоа негативна, сега втората еве денес ми каже пак е позитивна со Ешерихија. Така, само има докторката под прашање, повелете. Сакам само да ве прашам, дали вие веќе сте имале, кажувате, хронични пиелонефрити, меѓутоа дали во последниот период, кога ви се повторуваат бактериските инфекции, дали имате клиничка слика за пиелонефрит, дали имате покачена температура, болки, нагони на гадење, на повраќање? Температура немам. Немам, нагони на повраќање немам, само имам болки во пределот на слабините и ретко печење на мокрачата. Значи, најголемиот проблем ми е со болки во слабините. Аха, болка во слабините имате постојано, континуирано. Добро. Ви благодарам за вклучување во програма. Често се жалат со упорните инфекции со Ешерихија коли. Значи, не случајно ја прашав гледачката дали има клиничка слика, затоа што вообичаено во најголем дел на популацијата и на возраста се изолираат и асимптоматски бактериури, кои што не изискуваат третман, само треба да се следат. И тоа значи има присуство на бактерии, на Ешерихија коли, но нема симптоми пациентот. И во тој случај не се применува терапија. Не се применува терапија, значи само затоа што самата асимптоматска бактериурија има и позитивен заштитен ефект од суперинфекција на други бактерии. Значи, таа си постои како флора која што е изолирана на микробиолошки наод од уринокултура, меѓутоа се смета дека создава еден вид на одбранбен механизам на организмот кон другите бактерии кои што можат да ја населат, ето типот на Ешерихија, на протеус, на тој дел. Затоа ја прашав гледачката, пошто толку често значи изолирање на бактерија, ако нема клиничка слика, по правило не би требало да се третира, без разлика што прележала еден да речам една епизода на пиелонефрит, меѓутоа секако пошто веќе долг период е третирана со антибиотска терапија, едно по друго, и самото третирање со долг период на антибиотици, промена на различни антибиотици, доведува до уништување на нормалната микрофлора, калемење на нови бактерии, намалување на имуниот систем, што сето погодува на рецидивантни појави на уринарни инфекции. Јас би сакала доколку може гледачката да се јави на еден преглед, првен да ја погледнеме и на ехо, да видиме дали тој пиелонефрит е повлечен или не е, затоа што не значи дека еднаш ако имала пиелонефрит во континуитет дека тој постои и дека цело време сето она што го чувствува како симптом потекнува точно од бубрегот и од самиот пиелонефрит кој што го прележало. Значи не би било на одмет. Ако има можност да дојде да направиме еден преглед, да видиме што се случува со тие бубрези и зошто се толку чести тие инфекции. И дали се инфекции кои што треба да се лекуваат. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Ќе им дадеме предност, а потоа ќе преминеме на предвидениот концепт. Добар ден за првиот од нив. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до докторката, до водителката, до сите у Телма. Ви благодарам. Јас сум на 80 годишна жена. Така. Уште кога работев, паднав по скали. Работев у кујна.
Така. И ми се спусти матката врз бешиката, и мокрив, и болки имав, и сум оперирана, ми е кревана бешиката. Мокра. Не може да се здржам, ама сум навикната, од тоа немам толку мокра. Но у последно време, што да каснам, само ме тера на пролив. Аха. Од што може да биде тоа? Највише од сувомесното, ја више го од месо, Така. се избегавам. Така. Дали може докторката нешто да... Добро, ви благодарам за Да. вклучувањето во програм. Имате предвид дека докторката е нефролог, но еве да и дадете на гледачката некакви насоки. Бидејќи се работи за чести течни столици, кои што самата гледачка приметила дека повеќе се потенцират при примање на процесирано месо и процесирана храна од типот нели на колбаси, на такви работи, на паштети и друг дел, би требало еден подолг период да држи некоја диета, која што ќе обнови нормалната микроцревна микрофлора. Не е на одме да си земе пробиотик, за проба тоа да го среди, да биде на една полесна исхрана, повеќе на млеко и млечни производи, од типот на јогурт, кисело млеко, доека се средат столиците. Доколку продолжат тие симптоми, може да се јави на еден гастроентеролошки преглед за да види зошто ја повторуваат. Меѓутоа, што ме врзано со одреден тип на храна, сметам дека со прекин на таквиот тип на исхрана, дека ќе се средат и столиците. Значи, со поздрава исхрана, Да, всушност, дефинитивно. ќе се подобри здравието. Уште еден гледач ќе вклучиме во емисијата. Добар ден. Ве слушаме. Така, ве слушаме, повелете. Ме слушате? Да, ве слушаме, одлично ве слушаме. Повелете, кој е вашето прашање? Имам еден внук од 6 години. Така. И сега му се појави, има се сигурно некој вирус го помина и татко му мајка му го однесоја на уролог, му го ичистија пенисо, крв му проверија, му крачате и детето добива боткање во пенисот и тресење. И после како умоено од тоа тресење мора да се пати некаде. И тоа јас како баба многу ме загрижува. Што ви рекла докторката на тоа? Колку Така. големо А дете? другите- Ако не се лажам, ви рековте 6 годишно е? 6 години. Да, Да, 6 добро, години. добро, ви А благодарам се за уште ли има симптома? Дали се уште има симптоми? Да, има Се се уште. тресење. Значи, Грозница, треска добива или има покачена температура? Нема боткање. Болка во при пенисот мокрење и има? како напад. а Така. по уринирањето, откако ќе почувствува, предпоставам, болката, се стресува од интензитетот. Не во мокрењето. Туку така преку целиот ден. Така му преку се целиот јавува ден. болка. Добро, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова сега педиатриски Да, дел. окей, меѓутоа мислам дека се работи за интервенција која што била изведена заради фимоза, стеснување значи на кожата на пенисот и може би во тој период кој е работено за да се ослободи главата на пенисот од залепената слузница и кожа која што вообичаено на детска возраст знае често да се случи ако нередовно се одржува тоалета и хигиена. Најверојатно тоа како што е чистен тој дел може би нешто е тука или инфицирано или повредено. Може да прават дома да се обидат со облоги со чај камилица, локално настава, значи облоги, меѓутоа не е тоа значи жежок чај за да не предизвикаат опекотини. Не би сметало да се направи еден бриз од пенисот или од изводниот мочен канал ако чувствува повеќе болка во изводниот мочен канал и врз основа на тие анализи да се види дали се работи за некоја бактериска инфекција која што би требало да се третира. Во случај ако сето тоа е уредно, би требало да направат една контрола на уролог кој што ќе погледне тоа што е работено, дали има некаде повреда и дали има потреба од нешто локална терапија во форма на креми на масти кои што би му ја смириле болката на детето. Може би има некаде рагадичка направено или да е повредено од нешто од слузницата, па што реагира детето со такви болки. Ние продолжуваме понатаму, се враќаме на оној дел кога зборувавме за терапиите кај циститисот. Споменавте дека обично кај она некомплицирана состојба, чаевите, како што су виниот чај, чајот брусница, па и деманозата би требало да го решат проблемот за неколку дена. Но што доколку и понатаму се присутни симптомите? Значи, И не се повлекуваат. Така, ако за 3 до 5 дена не се повлечат симптомите или имаме атипични симптоми после тоа, кои што се јавуваат со покачени температури, трески, доколку пациентот клинички не делува дека е во влошена здравствена состојба, би требало прво да се земе една уринокултура, да се провери дали има бактерија во урината,
Многу е важно, значи, начинот на собирање и колектирање на урина, затоа што често пати при неправилно земени примероци на урина може да се постави погрешна дијагноза, Да биде се даде контаминирано погрешна сето тоа. терапијата. Како правилно се зима? Дали треба правилно, првата утринска да биде? так. Треба ли да се одмиеме пред да собереме? Значи, прво и основно е тоалета на раце и тоалета на гениталниот дел. Значи, да се измие гениталниот дел со обична вода, млака вода и благ сапун. Првиот млас на утринската прва урина да се фрли, од среден млас да се собере урина, која што најкасно за 2 часа ќе се достави во лабораторија за да може истата да биде прегледана како што треба. Во стерилна чашка? Во стерилна чашичка, да, со тоа што ако во моментот не постои можност да се транспортира урината во рок од 2 часа, треба да се стави во фриждер на долните полици и да се однесе најкасно за 3 до 4 часа до лабораторија каде што треба да се изведе или обична анализа на урина со седимент или уринокултура микробиолошко исследување за да се види која бактерија е во прашање. Зависно од типот на бактерија, од незиниот титар во урината, се одлучува дали ќе се даде терапија која што ќе биде перорална или доколку се работи за комплицирана инфекција на било долните уринарни патишта или на самиот бубрек, тоа се препорачува болничко лекување со давање на парентерална терапија која што ќе донесе првин до стабилизација на клиничката слика и после тоа ќе може, значи, на уста да се примаат лекови кои што според антибиограмот би требало да ги прима пациентот. Ќе дадеме предност на гледачот кој што очекува да се вклучи во емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање до гостинката. Прошлиот четврток сопругот на 80 годишна возраст доби од еднаш треска и висока температура 38,2 околу ручекот. Потоа спонтано се спушти. При квечерот поново истата температура. Наредниот ден отидовме на лабораторија. Во обичниот седимент немаше маса бактерии, земавме и уринокултура. Во уринокултурата имаше 75.000 ешерихија коли. ЦРП-то беше 60. Докторот рече дека е некоја вирусна инфекција на 75.000 ешерихија, не даде антибиотик. Земавме чај вако за против ешерихија, еве неколку дена употребуваме чај. Дали треба нешто дополнително, така. Само да прашам исто. Има докторката под прашање. Дали се уште има сопругот ваш температура? Не, само тој ден. Дали има катетер пласиран за мокрен уринарен? Нема. Не. Дали мокри доволно количински и дали таа мокра ќе има лош мирис, лош изглед? Не, нема воопшто лош мирис, он обично преко ден не иде толку често, ама поручекот пие доста течности, пошто имаше операција преди година дена на артеријата, феморалната, и преко ноќ многу често станува. А простата нема. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи, не секогаш фибрилните состојби се поврзани со уринарна инфекција. Може би, бидејќи веќе биле на преглед кај доктор, по направениот, значи, физикален преглед, докторот најверојатно може би нашол некој друго заболување, дали на горни респираторни патишта, дали на бели дробови, и заради тоа ја одлучил и да не ја третира ешерихијата коли, која што била во титар, кој што е прифатливо да се лекува и само со значи хербална медицина, да речем, со чаеви, симптоматска терапија, која што она што го зборувавме, значи ако за 3 до 5 дена не се повлече, тогаш ќе направи нови анализи според кои ќе се води и зависно од нив ќе одлучи дали ќе има потреба да се даде антибиотска терапија. Покачените инфламаторни маркери, значи маркерите на воспаление, како што било ЦРП-то во овој случај, колку што сватив, нели околу 60, покажува дека некаде постои воспаление и инфекција, но дали тоа е од урината или од прегледот што колегата го направил и проценил дека е вирусна инфекција, најверојатно би му верувала на тоа што го направил и што го прегледал, дека се работи за инфекција која што е најверојатно на други системи и затоа се одлучил да го лекува господинот со витаминска терапија и чаеви. Мои совети ми, ако за неколку дена, пошто нели има и пат на
телесната температура, затоа што ако би било нешто влошено од бактеријата, би се влошиле и симптомите. Така. Господинот нема никакви симптоми од страна на уринарниот систем. Јас би ги советувала за една недела, 5 до 7 дена, да си направат контрола кај докторот кој што ги прегледал, да направат нова урина со седимент и да видат дали тука има некоја промена. Значи урина со седимент е доволна во овој случај, Да, а споменавте дека не секогаш присуството на бактерии во урината всушност изначи дефинитивно, уринарна значи инфекција. кај асимптоматските бактериури дури не се ни предлага правење на дополнителни исследувања, ниту изолирање редовно на секој месец да се прават уринокултури, уште помалку некои дополнителни имиджинг техники, освен кај оние пациенти кои што имаат комплицирани инфекции од типот на бродени аномалии на уринарниот систем, кај бремени жени секако без разлика дали се работи за симптоматска или не, задолжително се прави пред секоја ендоуролошка интервенција, каде што треба преку цистоскопија, преку ендоскопски метод да се навлезе во внатрешноста на уринарните патишта, тогаш се бара обавезно да се направи уринокултура, истата да биде стерилна за да може тие процедури да се изведат. Докторке, доколку е потребна терапија антибиотска, зошто во некој случај се даваат уроантисептици? Дали си тие антибиотици? Што се тоа уроантисептици? Уроантисептиците представуваат препарати кои што кога ќе ги земете преку уста, брзо се метаболизираат, циркулираат директно во урината, значи нема друг ефект освен на уринарните инфекции. Таков препарат, например, е нитрофурантоинот. Таков препарат е пипемединската киселина, налидоксната киселина. Значи има повеќе препарати кои што може да се употребуваат за полесни инфекции, истовремено може да се комбинираат со дополнителен антибиотик. Каде што има потреба да се дадат или додат во комбинација со некои од хербалните продукти како што ги споменавме претходно. Значи нивното дејство е исклучиво на урината, нема друг ефект кои ќе се испијат да делуваат, да речеме, на белодробни инфекции, на гастрични инфекции. Нивниот метаболизам е таков што директно се спуштаат од желудникот преку крвта во бубрегот. Може подолго време да се пијат со оглед на тоа што делуваат само на еден дел. Се препорачува додека трае инфекцијата и додека има потреба да се смират симптомите на инфекција. Имаме само уште 2 минути до крајот. Јас имав навистина еден широк концепт подготвено за денеска, но еве ќе се задржиме сосема на кратко како да го намалиме ризикот од уринарни инфекции, како што е циститисот. Веќе споменавте дека е многу важно како ја одржуваме интимата, како се бришеме, значи од напред кон назад, никако обратно. Може ли да ни направат некаков проблем сапуните, оние купки со кои што се измиваме? Треба се внимава на тоа? Дека најважно нешто во намалување на бројот на рецидиви на инфекциите и на рекурентност на самите инфекции уринарни, најважниот дел е правилната тоалета и одржување на хигиена. Вообичаено не се препорачува миење на интимниот дел на гениталите со парфимирани сапуни и шампони кои што може да направат надразба на слузницата, да ја нарушат пеха на самата слузница, дури во некои ситуации да го намалат бројот на потребните лактобацили кои што нели ја штитат слузницата од калемење на бактерии, затоа се препорачува плакнење, миење на гениталниот дел со млака вода, благи бебешки сапуни со прилагоден pH или воопшто само со чиста вода и пешкир. Основно за да се намалат овие инфекции е доволниот внес на течности во текот на денот. Колку би требало да се од 2 до 3 литри, вообичаено распределени во текот на целиот ден. Како да пиеме? Голтка по голтка или Може, одеднаш? не. Значи, секако зависно од тоа организмот колку може течност да поднесе, меѓутоа во рок од 24 часа да биде распределено на отприлика 2 до 3 литри течност, затоа што самата течност овозможува создавање на поголема количина урина, на тој начин плакнење на бешиката и полесно исфрлање на бактериите од самиот мочен меур. И истовремено не дозволува создавање на концентрација на поголем број бактерии во мочниот меур. Покрај тоа треба да се избегнуваат иритансите, како што се алкохолни пијалоци, газирани пијалоци, кафе, солени јадења, кисели јадења во текот на уринарните инфекции. Оно што особено сакам да обрнам внимание, пошто нели најголемиот дел на инфекции се случуваат во активниот период на жената, дека треба и правилно би било и пожелно би било да се носи памучен долен веш, кој што ќе овозможи, значи, добар контакт со кожата,
кој што нема да овозможи калемење на бактерии и размножување нивно, за разлика од тесниот долен веш синтетски, кој што содржи ликри и тие работи, кои што овозможуваат задршка на самиот истек од вагиналниот секрет и калемење на бактерии во целата регија. Жените кои што се сексуално активни би требало да мократ пред сексуалниот чини по него? Да, се смета особено дека нешто се склони на уринарни инфекции? Вообичаено се препорачува пред и после сексуалниот однос да се мокри, со тоа што и тука сакав да споменам дека жените кои што почесто се менуваат сексуални партнери, исто така треба да внимаваат и на контрацепцијата која што ја употребуваат, затоа што диафрагмите, спермицидите исто така представуваат фактори кои што доведуваат до зголемување на бројот и фреквентноста на појавување на уринарните инфекции. Така, и секогаш кога чувствуваме потреба за мокрење, мора да се не задржуваме, комплетно да се испразни бешиката и да се мокри, да не се одложува мокрењето. Да не се одложува. Докторке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина едно убаво издание, убави појаснувања на најчестите дилеми и прашања поврзани со Благодарам за поканата и благодарам до вашите гледачи. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.